Изјавата на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски дека го известило обвинителството за случајот во кој детското ликовно студио Кирил и Методи, организатор на колонијата Малбитолски Монмартр, носи деца во Бугарија на средби со политичари, предизвика бурни реакции во Бугарија. Председателот на ГДУ, кој се представува дека ги брани правата на бугарите во земјава, настапи на бугарската ТВ Нова. Това да разследваш деца, да ги подлагаш на распити. Министерот за внатрешни работи на Република Северна Македонија нареди да се покрене истрага против децата, кои пред еден месец со соучениците се сликаа во Софија. Нешто што е крајно брутално. Имам чувство дека секогаш кога Македонија се обидува да направи чекор напред кон својот развој, длабоката држава наоѓа начин да ја запре Република Северна Македонија на патот кон Европската Унија. Лидерот на бугарската политичка партија Природба Константин Костадинов побара бугарското министерство за надворешни работи да го осуди тоа што се случува во Битола. На социјалните мрежи реагираше и поранешната шефица на бугарската дипломатија и актуелна пратеничка Екатерина Захариева, според која е достигнато ново дно. А вчера во Битола, министрот за внатрешни работи Спасовски изјави дека постапувајќи по допрен глас, МВР го известило обвинителството за случајот со Мал Битолски Монмартр. Веќе имаме предмет. Меѓутоа, јас ги охрабрувам и овие институции, невладини организации, поединци, граѓани, така натаму, да се јават доколку има било каква злоупотреба. За настанот осуда дојде и од првата детска амбасада во светот Меѓаши. Имаме неколкократно прекршување на правилата на децата согласно Конвенцијата за правата на детето и Законот за заштита на деца. Се забранува злоупотреба на децата поради политичко или верско организирање и дејствување. За посета на децата на Бугарија на 4 јули на својот Facebook профил информирал и председателот на Бугарија Радев, кој напишал дека децата се пример за политичарите дека можат слободно да комуницираат без предрасуди. Предходно група деца биле однесени и кај поранешниот бугарски премиер, царот Симеон II, како и на посета на гробот на неговиот татко, царот Борис III. Детското ликовно студио Свети Кирил и Методиј, кој е организатор на детскиот уметнички фестивал, по 3 децении лани по прв пат не доби финансиска поддршка од Министерството за образование и наука. Затоа пак фондацијата Бугарска меморија на Милан Врабески дала пари и сега ја формира и агендата.